Проблемот со недостаток на работна сила, хотелско-угостителската фела, која посебно последниве 5-6 години импровизира со неквалификуван кадар, ќе го крпари со краткорочни вработувања на невработени или на веќе вработени лица во други сектори, кои сакаат да спечелат денар повеќе. На овој начин ќе се намали работата на црно, но нема да го реши за нас горливиот проблем, велат од Хотам. Овие мерки нема сигурно да го решат проблемот околу работата во овој сектор. Таргетот би бил на други сектори, на вработени кои работат во други сектори, дали се тоа во текстилна индустрија, дали се во било која друга индустрија, кои сакаат да извршуваат нормално, да работат повеќе од нивното работно време што го имаат таму. Во суштина ова само ќе ублажи некои шпицови, како што напоменав претходно, ќе ублажи само некои шпицови кои се среќаваме во тек на некоја нормална сезона на работење. Меѓутоа, остануваат сепак проблемите со ангажманот на работна сила за овој сектор. Овој проект Хотам го реализира со пари од Европската Унија, а со помош на Меѓународната организација на трудот ќе ја притиснат влада и надлежните институции преку измена на законската регулатива да се овозможи и дефинира краткорочното пријавување на вработените. Ценат дека тоа ќе ги мотивира работодавачите да ги исплаќаат на време и да ги пријавуваат и краткорочно вработените. Доколку на работодавачите им се олеснат административните работи во врска со пријавувањето на краткорочни работувања и доколку им се намалат трошоците за придонеси, дека ќе бидат поспремни да ги пријават своите работени. Значи тие што ги ангажираат по потреба. Работниците може да бидат ангажирани најмногу 9 дена кај еден работодавач, но во текот на месецот можат да работат кај тројца, и тоа во период од 1 мај до 31 август годинава. За 8-часовно работење на ангажираните келнери, шанкери, собарки предвидено исплата од 1500 денари, додека дневницата за искусните готвачи ќе биде 3000 денари. На овие лица ќе им се исплаќаат придонеси кои ќе влезат во завршниот стаж. Придонесите за пензиско ќе бидат платени од страна на Европската Унија преку проектот, додека дневницата ќе ја исплаќаат работодавачите, истакнуваат од Хотам.